Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Претстопанствениците од Пелагонискиот и Преспанскиот регион во Прилеп промовирани новините во законската регулатива кои стартуваат од наредната година. Од утре започнува Прилепската празнична приказна. Струјата поскапува од 1 јануари. Гоце Седловски промовиран за нов селектор на фудбалската репрезентација на Македонија. Времето денеска облачно со услови за дожд од вечерва. Урбан маркетинг. Што ќе готвите за новогодишните и божичните празници? Празничната трпеза ќе блесне со традиција, со пита и баклава, со корите направени со љубов и мајсторија од Чиколукс Кривогаштани. Веќе 17 години, Чиколукс е дел од секој празник. Семејство насмејано околу масата, со празнична атмосфера и топлина. Чиколукс Кривогаштани, 17 години љубов. Ако сакате вкусна семејна трпеза, повелете кај нас, живинарска фарма Долмени Прилеп, со продажно место во центарот на Прилеп кај площадот Итарпео. Кај нас можете да најдете јајца со врвен квалитет и екстра цени за секој џеб. Еколошки, здрави, свежи, со различна големина и врвен квалитет. Цените се прилагодени за сите што сакаат за престојните празници да имаат вкусна семејна трпеза. Направете го вашиот омилен специјалитет. Вкусете ги нашите јајца. За сите вас во живинарската фарма Долмени Прилеп ве очекуваат најубавите јајца. Дојдете, купете и имајте ги на љубавите новогодишни и божични празници. Среќни празници со живинарска фарма Долмени Прилеп. Секое патување ново доживување. Со Роман Прилеп патувајте до вашата дестинација заедно со нас. Секоја авантура се нови спомени и незаборавни моменти. Секојдневни патувања за Албанија и Црнагора. Новогодишни и божични тури. Метеори, божичното село Трикала. Со Роман Прилеп. Контактирајте не на 078-259-499. Превоз на патници Роман Прилеп. Ваш сигурен превозник. Секое патување со нас за вас е ново доживување. Роман Прилеп. Роман Прилеп. Трио 95. Вкус за вашата семејна трпеза. Традиција и квалитет. Вкусни производи кои мора да се пробаат и вкусат. Лиснати погачици, пици, моите кифли, пирошки, кори, лиснато тесто, тесто за пици. За вас и за вашата празнична семејна трпеза. Нашите производи ви носат вкусни спомени. Пробајте, вкусете и уживајте со нашите производи. Добар апетит со производите на Трио 95 од Прилеп. Среќни празници. Гостилница Еснав позади бизнис центарот во Прилеп. Подготвен за вашите предновогодишни прослави. Прославете и наздравете за новата година со вашите деловни партнери, колеги и пријатели во прекрасен амбиент со највкусна храна во Прилеп и местни специјалитети. Салати, рибина чорба, скари, поховани даски, ширдени тави и уште многу други специјалитети по ваш избор со претходна нарачка. Телефон за контакт 078 276 204. Капацитет за 80 гости. Гостилница Еснав, ваш одличен избор за семејни прослави, роденденски забави, деловни состаноци и средби. Бирајте мудро, бирајте паметно. Гостилница Еснав позади бизнис центарот во Прилеп. Урбан маркетинг. Со вас во студиото со гласовна поддршка Гордана Цветанова. Претстопанствениците од Пелагонискиот и Преспанскиот регион во Прилеп денеска беа промовирани новините во законската регулатива кои стартуваат од наредната година, а се однесуваат на сезонско работно ангажирање на работници.
Целта со новините е да се спречи сивата економија и да се подобри вработливоста, рече Маријан Ристевски, заменик министер за економија и труд. Бенефитот е тоа што од една страна работодавачите ќе можат да најдат работна сила, од друга страна сите оние кои ќе бидат сезонски вработени ќе можат да остварат дополнителен принос, приход, а со тоа без да го изгубат статусот кој го стекнале во текот на своето работење или живот. Имаме бројка дека со овој закон се предвидува со неговото имплементирање да бидат вкупно прво да напоменам дека овој закон е за сузбивање на сивата економија и дека со овој закон се предвидува да бидат работно ангажирани околу 10.000 лица во областа на земјоделието и околу 6 до 7.000 лица во областа на угостителството и услужните дејности во домаќинство. Стопанствениците од областите кои не се опфатени со законот бараат вклучување, но и можност за зголемување на работните часови наместо сегашните ограничувања, посочи Никола Мариновски, председател на регионалната стопанска комора Прилеп. Го поздравуваме овој закон, во очекување сме на негова имплементација. Од наша страна побаравме да има проширување на дејностите, бидејќи горе-долу во сите дејности има потреба од работна сила. Министерството за економија најави дека по првите проверки како ќе се функционира законот, дека ќе има можност да се разгледуваат и тие работи. Се надеваме дека ќе излезат во пресрет на поголемите компании, да можат и тие да ангажираат работно вакви сезонски вработувања, но исто така и да се зголеми бројот на часови на работење, да не биде само 180 часа или 120 часа, туку да малку повеќе да се зголеми тој број. Во секој случај да се задржат правата кои ги имаат работниците, да не дојде да дојде злоупотреба од страна на некои компании, да ги ангажираат повеќе, односно да пробуваат да го избегнат овој закон. Општина Прилеп продолжува да биде мост меѓу централните институции и локалното стопанство со цел подобрување на бизнис климата, рече Дејан Продановски, градоначалник на општина Прилеп. Остануваме како општина Прилеп, како што кажав, сериозни партнери и на прилепското стопанство и на централните институции кои што треба да го помагаат, односно да инфраструктурно го подобруваат живењето на сите стопанственици, а преку тоа да се зголеми вработливост, односно оние 863 млади луѓе кои што во Прилеп се евидентирани во агенцијата за вработување да дојдеме на една позитивна нула, односно да немаме млад човек кој што не е вработен, а исто така да се намалува сериозно и стапката на невработеност и на останатите лица кои што се регистрирани во агенцијата. Од утре 24 декември започнува Прилепската празнична приказна. Богата програма за последните 8 денови од 2025 е планирана да се реализира во центарот на Прилеп на плоштадот Методи Андонов Ченто. Градот го очекува новогодишен базар, исполнет со разновидна секојдневна културно-уметничка програма и многу изненадувања. Оваа година во Прилепската празнична приказна директно се вклучени во коорганизацијата и компанијата Витаминка, која што во празничниот дел од програмата најавува 70 години од своето постоење. Прилепската празнична приказна оваа година се организира за прв пат, но идејата е збогатување и надополнување во иднина. Програмата секој работен ден ќе трае од 11 до 21 часот, а во сабота и во недела од 12 до 21 часот. Предвидени се настапи на македонски музички звезди, The Hounds, Љубојња, Камерниот оркестар од Битола, Владо Јанески, Наум Петрески, Пајак и многу други. На сцената ќе настапат и детски музички звезди, како и познати диџеи. Регулаторната комисија за енергетика денеска соопшти дека од 1 јануари 2026 ќе се зголеми цената на електричната енергија за домаќинствата. Поскапувањето ќе изнесува во првиот блок 2,45%, вториот блок 2,87%, третиот блок 3,32%, четвртиот блок 3,84% и ефтина тарифа 2,5%.
Според председателот на регулаторна, ова се значително пониски корекции од предложеното зголемување од страна на Евана Хоум, кое беше многу поголемо, 7,66% за првиот блок и до 11,86% за четвртиот блок. Според регулаторна, за 85% од домаќинствата поскапувањето ќе изнесува околу 2,27% или 57 до 70 денари на просечната месечна сметка. Откако вчера Управниот одбор на Фудбалската федерација на Македонија го именува Гоце Седловски за нов селектор на фудбалската репрезентација, денеска се одржа официјалната промоција. Седловски, како поранешен фудбалер, стана првиот кој запиша 100 настапи во националниот тим на Македонија, за кој постигна 8 голови. Тој доаѓа на местото на Благоја Милевски, кој уште еднаш го одведе националниот состав до бараж за светското првенство 2026. Задачата на Седловски нема да биде ни малку лесна, па доколку Седловски и неговите избраници напролет сакаат да испишат нова историја, ќе мора да ги добијат двата бараж дуели. Првиот полуфинален е на 26 март против Данска, а последната пречка ќе биде победникот од дуелот Чешка, Република Ирска во финалниот меч на 31 март. Временска прогноза. Времето денеска облачно со услови за слаб дожд попладне. Во Прилеп максималната температура достигна до 5 степени. Попладне и во текот на ноќта се очекуваат повремени локални врнежи од дожд, а на планините врнежите ќе преминуваат во снег. Ќе дува слаб до умерен ветер од југоисточен правец. Под влијание на влажен бран во следните 2 дена ќе има повремени локални врнежи од дожд, кои наместа ќе бидат пообилни на 25 литри на метар квадратен за 24 часа. На планините врнежите ќе бидат од снег и ќе се формира снежна покривка до 15 см. Поради спуштање на постуден воздух од север, во четврток врнежите од дожд ќе преминуваат во снег и на некои од повисоките места. Од петок ќе има стабилизирање на времето. Временска прогноза. Следевте Пелагониска хроника, продукција Радио Пела, декември 2025. Одговорен уредник Гордана Цветановска. Техничка реализација Никола Димески.